Инвеститор од Луксембург има намера да гради фабрика за преработка на отпад во селото Дуброво кај Неготино. Би се инвестирале 336 милиони евра, а ќе обезбеди трајно решение на отпадот во 74% од територијата на земјава. Викендов овој проект, кој е дел од интервентниот план за инвестиции на владата, беше представен пред неготинци и останатите жители на Тиквашијата. Премиерот Зоран Заев на трибина побара поддршка за реализација на овој проект, кој што треба да го реши проблемот со нелегалните и дивите депонии, да се спречи емисијата на отровни гасови, но и да се запре загадувањето на почвата и подземните води. Заев пред присутните го представи проектот, за кој рече дека 1,5 година се воделе разговори со инвеститорот и стручни лица во владата, а сега за истиот започнува и јавна дебата. Фабриката која ќе го преработува отпадот ќе обслужува 5 плански региони во земјава или 48 општини. Следниот чекор ќе го правиме само во согласност со граѓаните и од кога ќе бидат разрешени сите дилеми, сите прашања кои што се отворени и сето она што представува резерва кај нашиот народ. Но дефинитивно врската да ги решиме сите овие депонии е обврска на сите. Владата ја зима честа и одговорноста да го води процесот, овде општина Неготино, нормално заедно со нас и веруваме дека согласно законот за стратешки инвестиции ќе можеме да направиме сериозен, квалитативен исчекор за добробит прво на животната средина, на граѓаните, а секако и она што представува дел од надлежностите на општините преку комуналните предпријатија, тоа е организираното собирање на смет, неговата селекција и неговата додатна употребна вредност. Инвестицијата и изградбата на 11 збирни претоварни станици и дополнителни 11 збирни подстаници е во вкупен износ од 9 милиона 560 илјади евра во 48 општини. Инвестицијата на метални и пластични комунални контејнери од 1100 и 240 литра во вкупен број од 6000 единици е во вкупна вредност од 1 милион 670 илјади евра за 48 општини во Република Северна Македонија. Проектот директно ќе произведува базна електрична енергија 5 пати пута 6,8 мегавати во вкупна инсталирана мощност од 34 мегавати од биомаса добиена од отпад. Проектот ќе има големо влијание во намалувањето на емисијата на штетните гасови во воздухот во сите 48 општини, согласно протоколот од Кјото, Рамковната конвенција на Обединетите нации. Проектот ќе го намали микробиолошкото загадување и ќе придонесе во зголемување на заштитата на здравјето на населението во сите 48 општини. Проектот директно ќе го намали загадувањето на почвата и подземните води во сите 48 општини. Проектот ќе ја спречи појавата на неконтролирани пожари во сите диви и регулирани депонии, како и палење на земјоделскиот отпад во 48 општини во државата. Проектот ќе има директно влијание и врз постоечките депонии и ќе допринесе до нивно постепено санирање и отстранување во сите 48 општини. Проектот директно ќе поттикне економски развој, заштита на животната средина и здравјето на населението во сите 48 општини. Лазар Филипов, представник од инвеститорот, посочи дека со нивниот проект се става крај на депонирањето отпад на било какви депонии и изедначување на количините на создаден и собран отпад во сите региони. Самата технологија функционира на тој начин што отпадот кој што ќе биде доставен во фабриката, после рециклирањето и делот кој што не може да се рециклира, ќе оди во специјални бункери, каде што со автоматски кран ќе се додава во комора, која што ќе има висока температура, негде околу 800 степени Целзиусови, и со недостаток на кислород, самиот отпад ќе се разложува на своите составни компоненти. Значи, ова технологија го имитира природниот процес на распаѓање на отпадот, така што основните компоненти кои што ќе се послободат во гасовите се водород, метан, карбон моноксид и вода, и истите ќе преминат во секундарна комора за согорување, каде што на температура над 1200 степени се задржуваат повеќе од 2 секунди, при што со интензивно турбулентно мешање со додаден воздух ќе согоруваат и ослободуваат топлина која што во
котел ќе создава парја која ќе ја придвижува самата турбина и ќе генерира електрична енергија. Од еколошкото друштво Ековита од Неготино на трибината презентираа податоци од направена анкета, чии резултати покажувале дека граѓаните биле против отворање на ваква фабрика, бидејќи се повеќе растел бројот на лица со канцер. Роберто Паризов од еколошкото друштво Екоживот Кавадарци во своето обраќање рече дека мора да се започне со решавање на проблемот со диви депонии, бидејќи тие се голем извор на загадување на животната средина, но го нарушуваат и здравието на граѓаните. Комуналните предпријатија ќе имаат обврска да плаќаат по околу 20 евра за 1 тон депониран смет. Очекувањата се дека годишно од овие региони ќе се собираат 700.000 до 1 милион тони отпад. Представник на иста фабрика која работи во Словенија истакна дека досега работеле 10 години, а немало регистрирано ни еден инцидент, бидејќи се користела безбедна технологија.